Псалм 23, додека го читаме, и денеска, и другите недели кои ќе размислуваме за него, би ве охрабрил да не го размислувате само, или да не го гледате само како на ова искуството на Давид. Да, првично ова е искуството на Давид, на царот Давид пред илјадници години, ама јас верувам дека ова е повик или покана од Светиот Дух, ние денеска да речеме: Господе, тоа што Давид го искуси, сакам јас да го искусам. Тоа дека ти не го му даваш, дека го одмараш на зелени пасишта. Господи, мене ми треба одмор во животот. Тоа дека, доаѓаме до стих 3, ја закрепнува душата моја. Господи, мене ми е потребно закрепнување. Се што читаме во Светото Писмо, прво ни служи да ни информира за тоа како некои луѓе го доживеале Господ, ама исто така треба да не поттикне да го бараме на тој начин. Псалм 23. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Тој ме одмара на зелени пасишта и ме води на тихи води. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене. Твојот жезол и твојата палка ме успокојуваат. Си приготвил пред мене трпеза пред очите на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со миризливо масло и чашата моја се прелева. Само добрина и милост ќе ме придружуваат преку сите денови на мојот живот. И јас ќе престојувам во домот Господов многу дни. Ја закрепнува душата моја. Кога ги читаме псалмите, особено оние што Давид ги има напишано, бидејќи псалмите ги има 150, колку беа? Толку беа, 150. Оние што Давид ги има напишано, има некој што ги напишал Давид, има и други автори. Ама оние што Давид ги има напишано од време на време, не во секој псалм, ќе видите како зборува за неговата душа. Пример. Некој пат зборува дека душата му е натажена. Псалм 42. Зошто си тажна од душа моја? Учи, Давид беше човек кој што научил да тагува пред Бога. Не беше човек кој што викаше: а ти ако си верник, никој пат не треба да си тажен. Секој пат треба осмех на лице, сите овци се на број. Не е вистина тоа. Тоа не е вистина. Тоа не е реално христијанство. Ако си верник, има периоди кога што ќе тажиш. Поентата е да научиме да тажиме на богоугоден начин. Да дојдеме со таа тага пред Бог и да процесираме пред Него. Во други стихови, од други псалми, Псалм 103, имаме и песна "Благослови го Бог, душа моја", вика: "Благословувај го Господа, душа моја, и не заборавај ги неговите добрини." Факт е дека зборува за радост, тој е радосен псалм. А тука вели: Господ ја закрепнува душата моја. И еврејскиот збор, кој што се преведува како душа во нашите преводи, е зборот нефеш, кој што во Стариот Завет се користи околу 700 пати. Ама се преведува или се користи во различни контексти. Например, во Битие има еден дел таму, тука има запишано главата, 46 глава, 15 стих, пишува колкаво беше семејството на Јаков. И вика, мислам дека не сум сигурен за бројката, но вика беа 33 души. Тоа висто како кај нас, колку луѓе беа, кажеш, 5-6 души се собраа. Во тој контекст се користи во таа конкретна ситуација. Псалм 42 што го спомнав претходно вика: "Зошто си тажна душа моја?" Во тој контекст се користи како опис на внатрешноста на човекот, на духовниот аспект, ако може да кажеме, на човекот. Има и други моменти, кај што на пример во Броеви и самиот збор нефеш е преведен како човек. Со други зборови, кога Библијата зборува за оно што ние најчесто го нарекуваме душа, зборува за целокупното битие на човекот, за она внатрешноста на човекот. И тука вика Давид: ја закрепнува душата моја. И кога вели ја закрепнува душата моја, мислам дека вели сака да каже моето битие Бог го закрепнува. И сега, ако погледнеме она релативно кратка биографија на Давид во Стариот Завет, ќе видиме дека човекот не беше растен со, што би рекле, со златна лажичка. Помина низ многу работи во животот. И некои од работите кои што ги помина Давид беа работи кои што сам си влезе во нив, кога зборам помина низ многу работи, низ многу лоши работи. Некои од тие ситуации самиот влезе во нив,
а во некој се најде зошто заради другите луѓе околу него. Пример. Сеќавате на еден од можеби најпознатиот греф на Давид. Еден ден додека Давид си ги пушти неговите војници да одат во војна, он се одлучи да седи дома. Седи на царската палата да ужива малце. И во тоа негово уживање одлучи малце да излезе на тераса за да го фати малце чист воздух. И додека Давид четаше, предпоставам била голема тераса, сепак царска тераса е, нели? Додека Давид четаше по таа тераса и гледаше околу него што има, забележа жена како се тушира, како се бања на нејзината тераса. И кога ја забележа, ја посака во своето срце. И бидејќи гудри славата во глава, си помисли, па сега, нели јас сум цар. Ако сум цар, можам да имам се што сакам. Прати луѓе, ја донесува и спиеше со неа. Кога се дозна дека е бремена, неговиот греф не застана тука. Сега што ќе правиме сега, ќе пукне брука. А ќе го викнам нејзиниот сопруг кој што е на бојното поле да дојде и да спие со неа, па да испане дека детето е негово. Не успеа тоа. И на крајот им рече на своите војсководци, го врати нејзиниот сопруг на бојното поле и рече, кога ќе дојдат непријателите, вие повлечете се за он да остане сам и да го убијат. И тоа се случи. И можеби во таа ситуација Давид си рече, ќути, спасив глава. Се извадив. После некој време свати дека не се извади, ама во тој процес на кроење планови, на прво жената ќе ја земе, па после ќе направи да испане дека детето е од сопругот нејзин, тој си наштетуваше себе си, иако не беше свесен. Барем во моментот. На неговата душа, на неговата внатрешност, он си наштетуваше. Години подоцна кога доби деца и кога му се родија деца, мислам кога му пораснаа децата, неговите деца беа доста распуштени. Давид беше добар писател на песни, беше добар творец на песни, беше и можеби најдобриот цар кој што го има израелците. Беше ужасен татко. Не знаеме зошто. Ја мислам дека сакаше да има мир во куќата, да не му каже на ниту едно дете немој така или немој така, и на крај домот му беше хаос. И заради тоа, он си наштети на својата душа. Бидејќи не знаеше да им каже не на своите деца, на крај едно од неговите деца се крена против него и сакаше да го убие. И кога другите го убија наместо Давид за да му го запаза животот, Давид почна да плаче. И јас кога читам тоа се викам, ако како мал си го дисциплинирал малку повеќе, можеби немаше да дојде до овдека. Во тие процеси, во тие одлуки, Давид се наштетуваше себе си. Ама имаше ситуации кога и другите ќе го нападне, и другите ќе му, ако можам да кажам, ќе му наштетеа нему, на неговата душа, на неговото битие. Сеќавате дека неговите браќа го гледаа со презир. И за неговите браќа он беше само, осте го тој овчар таму. Предпоставам дека не било лесно да се расте во таква семејна околина. Тој овчарот. Ние сме добрите, ние сме надарените, ние сме борците, ние сме војниците, ама Давид е тој таму. Саул го прогонуваше. И во тој процес сигурно не му беше лесно на душата. Неговиот син Авесалом, што го спомнав претходно, синот се крена против таткото и таткото ја остави царската палата за да спаси жива глава. Сигурно не му било лесно. Ама Давид сепак вели, Господ ја закрепнува душата моја. Било да станува збор за работи што јас сам сум се ги направил, за мои гревови, било да станува збор за како туѓите гревови влијаеле на мене, Господ ја закрепнува душата моја. И овој збор кој што е преведен како закрепнува на наш јазик, всушност буквално значи да го вратиш некој во првобитна состојба. Може би зборот обнови е исто така добар превод. Ама што, нели, идејата е дека Давид го нарекува Господ пастир, а себе си се споредува со овца. И сега минатата или предминатата проповед спомнав дека има една многу интересна книга, кај на авторот по име Филип Келер, кој што опишува од искуство на човек кој што чува овци, што значи Псалм 23. Ако можете, прочитајте, многу интересни увиди дава. И он вика некој пат, вика кога јас чував овци,
знаеше овцата да се преврти некако на грб и да не може да се врати на нозе. И ќе се преврти на грб, ја гледаш само претел висо нозете, безпомошна е, ако остане вика така, може да умре. Тоа што јас требаше вика да го направам како пастир е да внимавам некоја овца да не се наоѓа во таква состојба, да ја земам, да ја дигнам, да ја вратам на нозе. Ако подолго време претела со нозете, циркулацијата и се спушта надоле и нема крв во нозете, не може да застане. Треба да ги масира малце нозете, за да може после некој време она да застане на нозе и да си продолжи. Тоа е тоа што Господ го прави за нас. Не враќа во првобитна состојба. Господ не обновува. Некој пат кога ќе заглавиме во животот на грб и претаме нагоре со нозете и си викаме не знам како, не знам што понатаму, ако го бараме искрено. И ова не секој пат ќе се случи преку ноќ, ама ако го бараме искрено и покајнички, верувам дека Бог ќе не земе и ќе не врати назад во првобитна состојба. И денеска додека размислуваме за овој момент за Господ ја закрепнува душата моја, можеби е добро да си го поставиме прашањето како е моментално на мојата душа, секој еден од нас. Како е моментално на мојата душа? Или ајде да те прашам директно, како е на твојата душа? Денес. Или во оваа фаза од животот. Како е на твојата душа, како и беше во оваа недела? Како се чувствува? Твојата внатрешност, ако можеш да ја опишеш, со кој збор би ја опишал? Има ли нешто на кое што му е потребно исцеление? Има ли нешто на кое што му е потребно? Нели, ја претходно зборував дека има денеска многу, во периодов има многу грипови и вируси и така натаму, и обично си размислуваме за тоа кој е болен, имал грип или немал грип. Ама добро е да размислиме и како ти е тука внатре. Има ли нешто за кое што ќе си речеш му треба нова обнова? На ова нешто во мојот живот му треба закрепнување. Некој пат станува збор за личен греф, поради кој што душата страда. Му треба ли обнова на тоа? Некој пат станува збор за нешто кој што некој ни го кажал и не повредил, и тој коментар не можеме да го извадиме од себе и си го носиме и си правиме 300 филмови и сценарија од само еден коментар или еден збор и ни е тешко внатре. Некој пат станува збор за некакво разочарување. Можеби не од некоја личност, можеби не од самите себе си, ама едноставно сме разочарани и обесхрабрени сме од затоа што животот е таков каков што е. Кога се наоѓаме во вакви и слични состојби, на нашата душа, на нашата внатрешност, на нашето битие му треба закрепнување, му треба обнова. И добро е да бидеме повторно, кога велам како е на твојата душа, или да размислиме секој за себе, како му е внатре во себе, не мислам на тоа сега дека секој мора да застане тука и да каже, мене ми е вака. Иако ако некој пат сака и да рече, луѓе, вака се чувствувам, сакам да се молите за мене, слободно, бујно. Ама повеќе поентата ми е да размислиме, бидејќи добро, за наше добро е да бидеме свесни во каква состојба ни се наоѓа душата моментално, нашата внатрешност. Бидејќи се додека не признаеме пред Бог и се додека не побараме помош од Бог за одредена состојба, јас верувам дека Бог нема да ни помогне. Бог не го обновува тоа што не го признаваме и тоа за кое што не бараме помош. Сака да дојдеме кај него и да речеме, еве каква е состојбата. Не дека не знае, ама ако некој не бара помош, не му даваш помош, така. Така е и во однос како Бог нам действува кон нам. Кога ќе дојдеме кај него, ќе речеме, еве која е состојбата, тогаш Бог започнува процес на обнова. Ние некој пат сме навикнати на брзо. Сакаме, Господе, сега ќе ти кажам за мојот проблем, сега ќе споделам мојата мака, ќе споделам како е на мојата душа и се надевам дека после таа молитва од 5 минути се ќе биде чисто. Се ќе биде обновено, ќе си застанам пак јас на нозе и продолжуваме. Не е секогаш така. Тоа е нарачување на сендвич. За 5 минути ќе ти биде готов хамбургерот, ама душата е малце покомплицирана од тоа. И бара истрајност, бара вера, бара искреност и бара
Стварно да покажеме преку нашите молитви и вера дека го сакаме ова. Ама ако тргнеме, ако почнеме, Бог започнува процес во нас. И кога зборувам за како и на твојата душа, дали има некој грев кој што ти си го направил па и наштетува, дали некој друг нешто ти направил па ти наштетува, тоа го зборувам од перспектива дека овие нешта се многу реални. Живееме во грешен свет и неизбежно е на душата да ја биде тешко некој пат во животот. Проблемот со нас луѓето е што решението го бараме на погрешни места. Проблемот е што некој пат решението го бараме во некакви таблети, го бараме решението апчиња, не таблети, она што е за скровање. Во некакви апчиња го бараме решението во градење кариера, во бркање пари, во материјални богатства и така натаму, го бараме решението можеби во некои пороци, во нешто кое што викаме ова само да ми помогне да се чувствувам малце подобро. И секом кое што трчаш во животот, за да ти биде малце подобро кој е тешко на душата, се освен Бог, ако трчаш кон тие работи, тоа е твојот нов Бог. Тоа е твојот нов идол. И било што е да е, повторно ќе кажам, Немам ништо против ако некој па треба да се напие некој апче, не ме сваќате погрешно, или ако некој вели сакам да градам кариера или така натаму. Ама ако тие нешта ги правиме со цел да излечиме нешто што длабоко во нас се случува, ние уствари се обидуваме да решиме внатрешен проблем со надворешни украси. Колата внатре е за никаде, нечиста е, смрдлива е, корне, ама битно од надвор е измиена. Па што ако е измиена? Таа однатре се уште си мириса. И тоа, кога станува збор за лекувањето на душата, за закрепнувањето и обновата на душата, никогаш не действува. Само Господ, оној кој создал, оној кој не создал, оној кој не знае многу подобро од тоа што ние самите се знаеме, само тој ја има способноста да ја допре душата и да ја исцели душата. Во Езекијел глава 37 има пророкот Езекијел една визија, едно видение за долина од суви коски. Сеќавате. И Бог му кажува пророкувај на тие суви коски и после некој време тие суви коски добиваат живот и стануваат луѓе. Некој пат на нашата душа во некои аспекти можеби е така како долина од суви коски. Каде решението? Кај Бог. Бог може да направи тие суви коски да вдахне живот во нив. И во Исаја глава 40 стих 31, ќе се сетите, тоа е многу познат стих, каде што пророкот Исаја вели дека, парафразирам, оние кои што се надеваат на Господа, нивната сила се обновува. Дека тие се нели како ги споредува со орли, кои што ќе пуштат крилја и ќе летаат. Тоа е Божјото ветување. Нивната сила се обновува. Значи има потреба да се обновува силата. Нереално е тоа очекување дека јас секој пат ќе имам сила. Некој пат ќе клапнеш. Поради животни околности што и да е. Ама Бог вели, дојди кај мене. Дојди кај мене и ќе добиеш обнова. И сега на прашањето како да добијам обнова, нема одговор со еве магична формула од 7 чекори, ти следи ги овие 7 чекори и за 5 дена ќе ти биде подобро. Ама ако мојата душа страда од личен грев, секогаш решението, првиот чекор, барем кон решението е покаяние. Не може да си продолжам по старо и да очекувам поинакви резултати. Некој пат некој ќе рече, знаеш што? Мене ми е окей, ама мислам дека бракот не ми е кој што треба. Му треба обнова. Без покаяние еден брак не може да се обнови. Така, ако бракот е тргнат во погрешна насока, нешто не е во ред. Прво доаѓа покаянието и тогаш веќе тргнуваш по нова патека, тргнуваш по нов пат. Кога некој ќе рече, здравјето не ми е кој што треба. Некој пат, сега, едно е вирус или бактерија те фати. Ама ако гледаш дека цело време си склон или нешто, или мрсноти во крв, или што и да е, не можеш да кажеш, јас ќе си продолжам да сејам како претходно, ама ќе се молам и Господ ќе ми помогне да биде подобро. Треба да се фати некој поинаков пат. Лично, не се чувствувам добро. Океј, преиспитај го својот живот. Има ли некој грев?
Има ли нешто кое што знаеш, свесен си, свесна си, или можеби не си, ама треба да бидеш дека ова ме попречува во моето поврзување со Бог. Ова го попречува мојот духовен раст. Првиот чекор секој пат ќе биде покајанието. Некој пат страдањето на душата е од некој друг што нешто ни направил. Не повредил, ни кажал, се однесувалел погрешно, лошо кон нас. Решението е едноставно и тешко да се чуе, е простувањето. Без да му простиш на некој, а знаеш дека имаш некоја повреда во душата, без да простиш, не може да ти биде подобро. Знам дека простувањето е тешко, некогаш. Ама како што Бог нам ни простил, ние сме повикани да им простуваме на другите луѓе. И кога ќе им простиме, не значи дека Господ те обновува на тој начин што ти нема да се сеќаваш на ништо од што ти направиле. Факт е дека некои лузни во животот ќе останат. Ама лузните сами по себе не се лоши, бидејќи се сведоштво за тоа каде сме биле и од каде Бог не избавил. Некој пат луѓето чувствуваат замор, чувствуваат дека се преоптоварени и не е јас сум направил греф или некој ми погрешил мене, едноставно ми е преку глава ми од животот. До тука вака ми е дојдено од се. И тоа е повторно реална состојба, реална човечка состојба. Пророкот Илија, сеќавате дека низ тоа помина? Пророкот Илија дојде кај Бог и му рече: "Земај ја душата моја, ако може да даеме слободен превод на тој стих, ја би рекол: Господе, преку глава ми е, доста ми е." И кога ни е доста и преку глава од животот, некои луѓе размислуваат: "Најшто подобро е да го прекинам мојот живот." И верникот вели: "Најшто треба да може да си каже, а да го донесам јас ова пред Бог, а да разговарам со Бог за оваа ситуација." Кога Илија му беше преку глава и дојде пред Бог, Бог почна процес на обнова. После некое време, Илија си продолжи таму кај што застана претходно. Зошто? Бидејќи научи таа тешкотија поради животните околности, таа преоптовареност да ја носи пред Бог. И јас мислам дека една од причините зошто Давид можеше да каже: "Господ ја закрепнува душата моја", е затоа што, како што ќе видите во псалмите, он беше доста искрен пред Господ. Како се чувствуваше, тоа го носеше пред Бог. И затоа вели: "Господ ја закрепнува душата моја." Овцата има неколку потреби. Всушност за сите потреби овцата зависи од пастирот. Ако ја остави пастирот сама, не знам до кај ќе догура. Од храна, вода, заштита од грабливци, некој пат да се грижи за незиното здравје, да заштитува од временските непогоди, за сите овие работи овцата зависи од пастирот. Ама зависи за уште една работа, а тоа е за водство. Овцата да ја остави пастирот, да ја остави сам на сред поле и да избега или да се сокрие, кој знае кај ќе заглави. Кој знае на кај ќе фати. По нејзина интуиција она ќе фати некој пат, ама не може да се снајде сама. И треба некој да ја каже каде да оди. Иако нели се чува овцата на отворено, сепак е домашно животно. И не е како дивите животни кои што на го остави станува колку толку ќе се снајде. Овцата чека, треба некој да го покаже патот. Ако не го покаже патот, ќе трне некаде, ама ќе заглави. И затоа Давид вели: "Господ ме води по патот на правдата заради името свое." Во вториот стих вика: "Ме води на тивки води", во третиот стих вика: "Ме води по патот на правдата заради името свое." Една од главните одговорности на пастирот е да ја води овцата, ама и овцата има одговорност да го следи пастирот. Една од главните одговорности кои што Господ си ги зел на себе во однос на нас е да не води. Ама секој пат треба да имаме предвид дека и ние имаме одговорност, а тоа е да го следиме неговото водство. Ама Господ ме води, или тоа што самиот факт што Господ води, не значи дека ние секој пат го следиме. Некој пат Господ води по една насока, во една страна, ние си викаме: "Ја мислам дека тука ќе ми е подобро."
Ја мислам дека ова ќе е посоодветно за мене. И ако го следиме неговото водство, ние сме со него. Ако си одиме сами, ние сме оставени сами на себе. И Давид пишува дека го води по патот на правдата. И кога ќе прочитаме зборот пат во Светото писмо, најчесто се користи во три контексти. Првиот е дека пат е пат, буквално. Вика Исус кога воскресна, ги сретне учениците на пат кон Емаус. Буквален пат. Јован 14 глава 6 стих вика: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа пред таткото освен преку мене. Во тој контекст се користи патот како средство да дојдеш до нешто. Не можеш да дојдеш до Отецот освен преку Христос. Има на пример и во трет контекст па на зборот пат се користи во изреки. Пишува по 3 глава: по сите своји патишта размислувај за него и тој ќе ти ги покаже патеките своји. Не се однесува на буквален пат, туку на начин на живење, на носење одлуки, на начин на размислување. И во овој стих, овдека во 3 глава, во 23 глава, 3 стих, зборот пат значи тоа, начин на живење, начин на однесување, начин на размислување. Давид вели: Господ ме води да живеам, да се однесувам, да размислувам во контекст на што? На правдата. И тоа што тука две работи не учи овој дел од стихот. Прво, што Господ прави за него, ме води по патот на правдата, тоа е прва работа, и второто што не учи е причината зошто Бог го прави тоа. Зошто? Заради името свое. Кога го читате Светото писмо, ќе сфатите, особено пророците ако ги читате, дека Божјата праведност е една од главните теми. Не можеме да кажеме дека Божјата праведност како квалитет е најважниот негов квалитет или најважната негова особина. Ама факт е дека Библијата го опишува Бог како праведен, што значи дека секој пат се однесува во контекст на неговата морална совршеност. Бог никогаш не може да направи нешто што се коси со неговата морална совршеност. Некои луѓе велат: дали Бог е семоќен? Да. Па има ли нешто што Бог не може да направи? Има. Не може грев да направи. Треба да дефинираме што мислиме под семокност. Бог никој пат не може да направи нешто што е спротивно на неговата морална совршеност. Бејќи тогаш нема да биде Бог. Едно ќе учи, друго ќе прави. Едно ќе не поучува, друго ќе прави. Он вели: ме води по патот на правдата. Бог е совршен, морално совршен, ама не само тоа, туку и мене ме учи да живеам во контекст на таа негова морална совршеност. Не да живеам совршен живот, бидејќи не можам, ама сепак да одам по тој пат. По патот на правдата заради името свое. Она што Светото писмо не учи е дека Бог е праведен, ама и дека оние кои што му веруваат треба да живеат во контекст на таа правда. Со други зборови, исто како што Бог не може едно да поучува, а друго да прави, и ние кога велиме јас сум христијанин и верувам во Бог, со тоа велиме не можам јас едно да поучувам, а друго да правам. Моите зборови ме врзуваат да постапувам согласно нив. И кога Давид зборува за Господовата грижа за него, он не зборува само за Господ ми дава одмор, Господ ми дава мир, ми дава спокој, ми дава заштита и убаво ми е. Не, туку вели, ама Господ и ме води. Не само што прави некои работи за мене, ама исто така ме поучува да живеам на одреден начин. Не можам само да доаѓам кај Бог и да очекувам благослови ме, ама јас ќе си терам по свое. Јас ќе си живеам по свое. Дури јас би рекол дека тоа го спомнав и првиот стих кога го обработувавме. Сите благослови за кои што читаме во Псалм 23 се условени од првите 4 зборови. Господ е пастир мој. Ако не го следам Господ како мој пастир, не можам да очекувам одмор. Не можам да очекувам спокој. Не можам да очекувам обнова. Не можам да очекувам дека ќе ме заштитува и така натаму. Кога го следиме, тогаш ги добиваме тие благослови. Да, може би звучи како одреден услов, ама факт е дека во Светото писмо имаме многу ветувања
Ама тие ветувања не важат за сите луѓе во светот, важат за оние што ги прифаќаат по вера. Ако некој не го прифаќа ветувањето по вера, но ти колку сакаш можеш да го исповедаш и да си го цитираш. Џабе. Треба да го прифатиме со вера и да живееме во контекст на тоа што Бог не учи. Верувам дека правиме штета во црквите некој пат, не верувам дека баш тука, ама треба сепак да размислуваме во контекст на и да бидеме и внимателни за што и како зборуваме или како во меѓусебни разговори, правиме штета кога зборуваме за тоа дека Господ само сака да не благословува. Господ те сака, Господ има супер планови за тебе, иди си сега од тука и Господ ќе ти даде да има супер недела и ќе те благослови со се што ти треба и така натаму. А при тоа не учиме дека треба да одиш по неговиот пат. Дека Божите благослови се резервирани, ако може да кажам, за оние кои што живеат според Божите зборови. Дека не можам јас да одам по патот на световноста, по патот на мрзеливоста, по патот на равнодушноста, на материјализмот, на што и да е, и да очекувам дека по тој пат ќе ги берам плодовите од дрвата што се наоѓаат по патот на праведноста. Патот на праведноста е таму. И таму има одредени, условно кажано, дрвја и плодови. Ако сакаш да ги береш тие плодови во твојот живот, ќе тргнеш по него. Ако одиш по некој сосема друг пат, плодовите само така ќе мапнеш оддалеку и толку. Ништо повеќе. Господ не учи да одиме по патот на правдата. Зошто? Последниот дел од стихот вели заради името свое. И Павле мината не зборуваше за молитвата Оче наш и спомна дека кога зборуваме за Божјото име, да се свети името Твое, нели, во молитвата Оче наш, ние всушност зборуваме за неговиот карактер, за неговиот интегритет. И он вели, зошто Бог ме води по патот на правдата? Ајде, ако може така да го кажеме. Давид вели заради самиот себе си. Заради тоа што тој е љубов, заради тоа што тој е милостив. Не ме води по патот на правдата, бидејќи, јас заслужив, секоја недела сум си во црква. Јас си заслужив. Си ја читам Библијата секој ден, си се молам, си славам и така натаму, и заради тоа Бог виде колку сум добар, колку сум фин, и вика, вој ќе го водам по патот на правдата. Нема такво нешто во Библијата. Кога Бог ги избра израелците, им рече, немојте да мислите дека ви избра вас како свој народ, затоа што бевте вие многу подобри и поарни од сите останати. Ви избрав заради себе. За преку вас да ја покажам мојата слава. Библиски гледано, не можеме ние да кажеме дека да, јас верувам во Господ и јас го следам неговиот пат, зошто? Бидејќи една вечера ми се сони, почнав да одам во црква и се спасив. Нема такво нешто. Бог ја покажа својата љубов кон нас, уште додека ние бевме негови непријатели. Го прати својот син на крстот на Голгота да умре за нашите гревови. Апостолот Јован вели, ние го сакаме, бидејќи тој прв не возлюби. Библиски гледано, Бог секој пат е тој кој што го прави првиот чекор кон нас. Оставени сами на себе, на наши интереси, на наша интуиција, ние никој пат нема да си речеме јас ќе го славам, ќе го следам Господ. Секој пат Бог е тој кој што го прави првиот чекор. Бог е тој кој што ни привлекува и ние во одредена смисла реагираме. Ние вршиме реакција на Божјата акција, ако може така да кажам. Бог не води зошто? Поради името свое. И крајната цел на се што Бог прави, крајната цел на се што читаме во Библијата, крајната цел на од создавањето на светот, па се до крајот на светот, па се до вечноста кај што заедно ќе бидеме со Него, сите што веруваат во Него, крајната цел што е? Слава на Неговото име. И тоа треба да биде резимето и на мојот и на твојот живот, во смисло кога ако може да ги резимираме, треба да биде зошто живееш, зошто правиш тоа и тоа, за слава на Господовото име. Еден ден кога ќе бидеме со Господа во вечноста, ќе го славиме Неговото име. Додека сме тука на земјата, што сме повикани? Да го славиме Неговото име.
Не само тоа, туку Господ Исус вели во Матеј 5 глава, туку го имам запишан стихот 16 стих. Вели, правете ги добрите дела, кога ги правите добрите дела, и другите луѓе ќе ги видат вашите добри дела, вели ќе го прослават вашиот Отец кој што е на небесата. Не е поентата прави добро за другите да те видат. Ама додека правиш ти добро и му служиш на Господ, другите ќе забележат. И тие ќе го прослават Бога. Со други зборови, одењето по патот на правдата има и мисиски аспект. Дека кога живеам согласно Божите зборови, јас сведочам за Божјата големина. Сведочам за Неговото име. И не само одењето по патот на правдата, ама и тоа закрепнување, таа обнова за која што читаме во овој стих, верувам дека може и ќе биде добро сведоштво ако ја доживееме во нашите животи. Замисли, некој има човек, може би го познавате, може би ти си во таа ситуација, ама и јас знам сега моментално за некои луѓе кои што Бог така драстично им ги промени животите, сега се сеќам конкретно не на личност, што тие со кои што порано се дружеше таа личност, викат, бе, ти не си истиот човек. Ти не си истиот човек. Тебе те знаеме како ваков, сега си ваков, кажи што се случи помеѓу тоа и тоа. И одговорот е, Бог ми го промени животот. Тоа е за слава на Неговото име, тоа е сведоштво за Неговата големина. Како што спомнав претходно, некој пат може би нема да е, јас заглавив во греф, ама некој друг ме заглавил, некој друг ми наштетил, ми направил нешто лошо. И кога другите знаат во каква состојба се наоѓаш, ама сепак гледаш дека Бог те крепи, дека Бог ти дава сила, дека Бог те води, што е тоа? Сведоштво за Неговата големина. Сведоштво за тоа што Бог може да направи. Луѓето велат дека времето ги лечи раните. Нема врска. Нема врска тоа со реалноста. Господ е тој кој што може да излечи. Господ е тој кој што може да донесе обнова. Оној кој што може да донесе закрепнување. Наше е да трнеме по патот на правдата, наше е да го бараме Него и ќе дојде таа обнова која што тој ни ја ветил. И ако го направиме тоа, верувам дека ќе може да дојдеме до тоа ниво, до тој став или до таа ситуација кај што ќе ги повториме зборовите на цар Давид во Псалм 103 и со нив ќе завршам, кај што се вели: Благословувај го Господа, душа моја, и се што е во мене, Неговото свето име. Благословувај го Господа, душа моја, и не заборави ги Неговите добротворства. Тој ги проштева сите твои гревови, тој ги исцелува сите твои болести. Тој ти го спасува животот од распадливост, те овенчува со добрина и љубов. Ти го исполнува животот со добрини, твојата младост се обновува како на орелот. Нека даде Бог по Неговата милост ова да биде нашето сведоштво. Ова да биде нашата исповед. Што и да е тоа на кое што му треба обнова, да речеме, денес почнувам. Денес го барам Него, го барам Неговиот допир, го барам Неговото присуство, го барам Неговото исцеление. И верувајте, дека ќе дојде момент кој ќе можеме да ги исповедаме со вера и со цврста сигурност и со благодарност токму овие зборови.